Честите дојави за поставени бомби, кои државата ги карактеризираше како хибридни напади, го вклучи алармот за потреба од имање на времена подготовка и план за реакција во итни случаи. Еден од чекорите изработка на закон за критична инфраструктура кој е во фаза на предлог решение, чија цел е создавање стратегија во која заштитата на клучната инфраструктура ќе биде врвен национален приоритет. Работниот документ ја дефинира критичната инфраструктура која е од суштинско значење за одржување на виталните функции на општеството, безбедноста, сигурноста, економското функционирање и предвидува зајакнување на улогата на Министерството за одбрана во безбедносниот систем. Националната безбедност повеќе не подразбира исклучиво воени стратегии, туку се почесто се настојува да се елиминираат невоените загрозувања со воочување на реалната опасност и ефикасно отстранување на истата. Честопати тоа представува создавање на стратегии на националната безбедност низ корпорациите, компаниите, кои се именувани како критични инфраструктури, како еден деликатен и сеопфатен процес кој припаѓа на безбедносниот концепт на секоја држава. Проценките се дека електроенергетската инфраструктура, транспортот на нафта и природен газ, снабдувањето со прехранбени производи и вода, здравственото обезбедување како и банкарскиот и финансискиот систем се најранливи сегменти на инфраструктурата, што го покажа и војната во Украина. Двомесечните анонимни закани за бомби кои предизвикаа паника, но и негативни ефекти врз економијата, ја натераа владата сериозно да го свати прашањето за кое и заседаваше Советот за координација на безбедносните служби. На состанокот беше договорено формирање тим експерти од сите безбедносно-разузнавачки организации во земјата. Тој тим ќе треба да изработи и диагностика на системите кои што ги имаме критична инфраструктура во државата, во делот на сајбер безбедноста и во делот на хибридните закани, што ќе биде основа за подготовка на среднорочен и долгорочен план за унапредување на институциите и на инфраструктурата во државата во овој домен. Опозицијата, која подолг период бара предвремени избори, прашањето на хибридните закани го става во дневно-политички контекст, обвинува дека власта не е способна да се справи со ситуацијата. Направи анализа од Центарот за комуникации во рамките на нашата партија од 2018-та ние да се бориме со хибридни напади. Тогаш ги најавувала на Шекеринска, денеска се бори повторно оваа влада на Ковачевски. 4 години ние се бориме со хибридни напади, па не знам кој да беше за 4 години ќе се избореше некако или ќе капитулираше. По неуспешните обиди за откривање на структурите кои стојат зад лажните дојави, надлежните служби информираа дека минатата недела стапиле во контакт со НАТО за да се види каков хибриден пристап кон регионот може да се случи и која би можела да биде причината. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.